Почитувани, добар ден. Гледате Црвена линија. И денес повторно во духот на ракометот. Македонската ракометна репрезентација по поразот од Данска одигра храбро и борбено реми со Португалија. Нашиот тим се враќаше од негатива од 5 голови и освои бод против полуфиналистот од последното светско првенство. Филип Кузмановски со 15 гола беше лидер на теренот, а Мартин Томовски со клучни одбрани го одржа тимот до самиот крај. По 2 надпревари освоен е 1 бод, а шансите за пласман понатаму се мали, но се уште постојат. Следува решавачкиот дуел со Романија. Како го оценувате настапот против Португалија и каков исход очекувате против Романија? Тоа е она денес што ќе дискутираме со вас. Верувам дека и вие со нетрпение очекувате да започне надпреварот и со огромно внимание го следите играњето на нашата репрезентација. И верувам дека од тука секој ден од вас ќе земе активно учество во ова денешно издание на Црвена линија. Кога сме кај прашањата, стандардно, на што никогаш не се менува, е секако можност да секојдневно да учествувате и во анкетите на Црвена линија. Така и денес, во текот на целиот ден, ако не заследите на Инстаграм, ќе можете веднаш да кликнете на Инстаграм стори и да дадете одговор на анкетното прашање. Ке ни се насмевнели среќата за пласман во втората рунда. Јас верувам можеме да го покажеме тоа, еве како изгледа. Затоа, почитувани, заследете веднаш на Инстаграм, се што ви треба е профилот на Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. Кликнете на Инстаграм стори и секако кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор. Но секако на самиот почеток ќе укажам дека активни можете да бидете доколку не успеете да се вклучите во живо или така едноставно ви е полесно и доколку не следите на социјалните медиуми, поточно на Facebook. Значи, Црвена линија, профилот на Facebook го заследувате, исто така и профилот на Телма телевизија, секогаш темите за кои што зборуваме со вас ги објавуваме на двата профила. Поставена е темата, па еве како изгледаме и таму, а веќе се пристигнати и огромен број на коментари. Каков исход очекувате од надпреварот Македонија-Романија? Тоа е она што прашува денес Црвена линија и верувам дека сте и како расположени да дадете ваша проценка и секако еве да ни откриете што очекувате, но и да ги слушнеме вашите пораки до нашите ракометари, бидејќи верувам секој еден од вас редовно ги следи надпреварите, па може би еве ќе испратите и како навивач никаква насока или коментар. Добро, ние почнуваме со вас едно нешто исклучително важно, особено кога станува збор за учество во контактни емисии. Ќе ве потсетам да не заборавите задолжително по вртењето на нашиот број 02-307-005 да го намалите и целосно тонот на ТВ приемникот. Тоа значи целосно да не слушате преку телефонска слушалка, избегнувате вклучување на интерфон, спикерфон и внимавајте на времето кое што е 90 секунди за едно вклучување. Па ако сте подготвени вие, секако сме подготвени и ние. Црвена линија може да започне, а верувам дека имаме и веќе некој на нашата линија. Добар ден. Добар ден, се слушаме ти на? Одлично се слушаме. Па еве, дали ги следите надпреварите на нашата репрезентација? Редовно ги следам. И за Португалија изиграно на крај машки, што се вели. И треба и да продолжи сега со Романија да тепаме барем 104 бода разлика, за да име малку понатаму. Голем дел од играчите дава све од себе. Што значи тоа да Македонија издигнеме на највисоко ниво, како што беше и порано и женската репрезентација на Република Македонија. Мене ми се допаѓа начинот на кој се зима тој тајм-аут, каде што е пресуде за добивање на мечот. Тоа го направија со Португалија, треба да го направат, ако дојде во криза, треба да го направат сега и со Романија. Сега малку надвор од темата. За во ова се сити што е. Тоа е надменно средство, што значи дека може да го следи и да го
направи она што треба да го среди, да го дотера онака како што треба. Километражата треба да се стави на 60 км на час низ булеварскиот систем. Булеварски Јас ве систем нема... збамолувам, драго ни е што укажавте на тоа, секако Црвена линија, знаете дека активно следи се, така да ќе биде, верувам, и поставена во наредните денови темата, да се држиме до нас, зашто... Ова ми беше, Тина, ова ми беше моветот. Булеварскиот систем во Европа е сегеде 60 км на час. Ништо повеќе не зборам. Така, благодарам многу. Секако ни е драго што секогаш еве и од кај вас и вашето укажување некогаш сосема логично добиваме инспирација да поставиме тема, но ве замолувам, почитувани сите останати, да се држиме до темата за она за што зборуваме денес, а се во духот на ракометот. Зошто го велам тоа? Од проста причина што имаме гледачи кои што можеби малку подоцна ќе се вклучат и ќе имаат печаток дека ние сосема за нешто друго зборуваме. А ние тоа не го сакаме, туку напротив, сакаме да ве слушнеме еве по изиграните надпревари со Данска и Португалија, какви ви се очекувањата од надпреварот со Романија. Добар ден. Добар ден, почитувани. Секој е добро во Црвена линија сте да ве слушнеме. Значи, натапот против Португалија оценувам како добар и секако нашите репрезентации од Македонија бива спорт искрено е така Македонија и да бидем за Се извинувам, дали зборувате преку телефонска слушалка, бидејќи квалитетот на она што ве слушаме е исклучително лошо, така да не можеме многу да ве слушнеме. Сега? Сега е. Ајде, повелете. Веројатно линиите се така. Значи, секако го настапот против Португалија го оценува како позитивен и убав. Обид да се направи нешто повеќе за својата земја, слично кажува и репрезентативците, за разлика од многу патриоти кои што се удират во гради, овие докажува на дело, каде што со својата душа, со цела душа, сакаат нешто да направат за Македонија, а мора да признаеме дека стои тоа дека спортот и спортистите се најдобар амбасадори за презентирање на Македонија и македонскиот спорт. За денеска очекувам дека ќе победат со Романија и на некој начин оптимистички мислам дека и ние ќе одиме во второ, во наредното коло. Ви благодарам многу. И ние ви велиме големо благодарам за споделеното со гледачите на Црвена линија. Продолжуваме почитувани со вас и верувам дека секој еден од вас секако ќе открие за јавноста каков исход очекува од денешниот надпревар. Сушност и еве дали имате и порака да испратите до нашите ракометари со оглед на тоа што верувам дека со огромна страст и редовно ги следите надпреварите во кои што учествуваме и секако и првенството. Ајде од тука да слушаме кои ќе бидат вашите одговори. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден. Добар ден, на Црвена линија сте, дали ме слушате? Добар ден. Повелете, ве слушаме. Јас уште еднаш ќе се обидам и верувам дека го почитуваме правилото да вртиме секако со намален тон на телевизорот. Еве уште не е намален тонот на телевизорот. Од таа причина ние не можеме да се слушнеме во моментот. Добар ден. Ништо не... Дали ме слушате? Добар ден. Ништо, јас тука секако ќе подсетам по кој знае кој пат, но најверојатно тоа и мора така да биде. Жал ми е што еве ова вклучување ќе пропадне со оглед на тоа што не е намален тонот на ТВ приемникот. Секако почитувани го имате телефонот со вас, имате телефонска слушалка и потрудете се воопшто да не ви е пуштен гласот на ТВ приемникот. Така да доволно е секако да само да завртите на 02307-005 и секако телефонски да го споделите она што сакате во однос на надпреварот кој што со нетрпение сите го очекуваме, а тоа е помеѓу Македонија и Романија. Па добар ден. Добро.
Секој е добро. Секој е добро. Повелете, каков исход очекувате од надпреварот? Абе, ја ти кажам право, не за друго сакам да ве поздравам и било тоа. Тоа е. Добро, е следите ли најбавното ракомет? нешто. Еве ги следите ли надпреварите? Го гледавте ли надпреварот со Данска, Португалија? Абе, ја све гледам, јас сум спортско дете родено, е. Ајде кажете ми како очекувате да заврши надпреварот Македонија-Романија? Сакам да ти кажам, ја бе бициклиста како младо дете. Така? Не знам, у спортот не можеш да кажеш еден збор. Дете. Така? Сакате да кажете тешко е да се предвиди? Па спорт е тоа. Гледам дека сте во добро расположение. Дали тоа значи дека ја загривате кај вас атмосферата за надпреварот кој што треба да започне? Ќе гледам, не се кири. Не се грижиме, ве чекам. Ја ве поздравувам. Еве дома си седам, си уживам. Така, и еве да. според вас колку ќе заврши надпреварот? Не. Од мене не барај спортска Да не бараме прогноза. резултати, добро. Ако е тоа, се благодарам. Останете вака силно насмеан, расположен и верувам ќе продолжите да ја гледате Црвена линија, бидејќи по вас секако ќе вклучуваме и нови гледачи. Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Добар ден, ве поздравувам и прогнозирам со 7 разлика Македонија ќе тепа. А Така, Данска, Португалија ќе тепа со 10 разлика и ние македонците водиме понатака. добро. И Меѓутоа би сакал да ви кажем нешто друго. Што сите телевизии во Македонија чутат. Во Белград се случува европско првенство во ватерпол. Ни резултат никој не кажува ништо. Срамота. Ние секако во Црвена линија сега во моментот сосема логично сме фокусирани на играта на наша Македонија. Така да драго ни е што се вклучивте и секако што еве ги споделивте прогнозите. Вие бевте и како конкретен и верувам дека ако ги следите и спортските вести на Телма телевизија, ќе знаете дека секогаш барем што се однесува до нас и нашите вести, се трудиме не само преку вестите во живот, туку и преку telma.mk да се обидеме да ви ги пренесеме сите вести врзани што од светот, што од дома, но и од спортот. Денеска Црвена линија е комплетно фокусирана на случувањата во спортот, конкретно ракометот. Па да ве слушнеме, еве, како ви изгледаше досегашната игра, имате ли очекување и како сушност еве прогнозирате да биде надпреварот завршен помеѓу Македонија и Романија? Имате ли порака до нашите ракометари? Добар ден. Ало, добар ден. Господине Љупчове, ве слушаме редовно за секоја една тема, има во однос на ракометот. Кои се вашите прогнози? Најмалце што очекуваме е да ни се деси Србија, да ти кажам право. Оние со потешкиот изиграа супер и синека со полесниот ја утнаа. Така и ние. Со потешкиот изиграмне одлично. Не очекувам дека вечерва ќе стираат со Романија. Али добро е да поправат гол разлика во однос на Португалија, затоа што со Данска е голема разликата, направена голема негатива. И сега да се игра вечерва малце за гол разлика, да бидеме подобри во гол разлика од Португалија, тоа го очекувам. Мислам дека очекувам дека сигурна победа ќе имаме ние, ако играме како ќе играме против Португалија. Но битно е пак да не фани паника, знаете, гледате ќе се вратам на една утакмица понапред во Ниш, со последните моменти ни се случи топка, еви со Португалија па ни се случи топка, што можеше многу да не чини. Мислам дека треба да играат посмирено и стабилно како до сега што се играат и дека нема да имаат проблеми. Очекувам дека сигурно ќе победат, сега проблем е само гол разликата, со колку за да поправиме гол разлика. Не очекувам некој изненадување, да ви кажам право. Затоа што гледам дека може да парираат на големите. Тоа е. Добро, благодарам.
Секако останете и продолжете да ја гледате оваа црвена линија. Сега кога сме кај вестите, секако каде може да се информирате брзо, квалитетно, па дури и кога станува збор за спортските вести, се подразбира telma.com.mk. Наслов на кој што секако ќе укажеме во однос на темата за која што зборуваме денес е следниот. Херојската одбрана на Томовски против Португалија заслужено се најде во топ 5. Еве, секако сосема логично да доживее и една, слободно ќе кажам, светска слава, бидејќи еве како изгледаше таа одбрана. Почитувани, ние сакаме да ве слушаме каков исход очекувате во однос на денешниот натпревар помеѓу Македонија и Романија. Добар ден. Добар ден. Убав ден. Слушаме? Да, редовно следите ракометановиве. Јас не сум гледал, него сакам да прокоментирам. Сега. Се слушаме? Да, продолжете. Така. Дали луѓето разбираат што е надпревар, а што е утакмица? Значи не биле у школу, па не знаат што е. Да не ги вреѓаме гледачите. Ајде кажете ми каков исход очекувате од Македонија Романија. Исходот е многу страшен и опасен од судите. Да се тресиш и да се плашиш што ќе судат. Вака по моје мислење, ако реално судат, треба да ги тепаме романците и тоа со поголема разлика. А иначе судиме како што судат, како што цела Европа не сакат, така и во спортот не сакат така. Дали ги рековте не ги следевте надпреварите? Дали ќе го следите денешниот надпревар? Денеска да, пошто тука сум бев запатен, не бев тука и не може да следам. Добро, во каква атмосфера и со кого ќе гледате ракомет? Како рековте? Во каква атмосфера со кого ќе следите ракомет? Па друштвен се така минијатурно. Супер, одлично. Собрани дома и рачунам да бидиме задоволни денеска да тепаме, барем да мрдиме еден чекор напред. Зависи, реков пак, од судите. Така, благодарам многу. Убаво да се поминете, како рековте, со своето миниатурно друштво. Верувам, ако е веќе кај вас, и тоа следи црвена линија. Благодарам за споделеното и кажаното во ова денешно издание. Почитувани, ве подсетувам, повторно ќе ве префолам на Facebook. Имате можност секој еден од вас со вклучување во живо или со пишување коментари, секако да дадете одговор на прашањето каков исход очекувате од надпреварот Македонија Романија. Одиме во живо и наскоро ќе почнеме и со читање на коментарите. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во црвена линија сте. Од Струмица се јавувам. Поздрав до струмичани. До струмичани до сите. Уште не ме признав до струмичанец, ама ќе се трудам. Така, па иде какви се вашите прогнози? Спортска прогноза, само една мала анекдота. Седиме со една девојка, ќе пополнуваме спортска прогноза, таа фати 7 двојки, а ја бе тој што знае, она само време требаше да тепа. Значи лошо прогнозирам, меѓутоа не ми пречи да кажам дека би сакал Македонија да победи со 2-3 гола разлика, меѓутоа мислам дека ќе изгуби со 1-2, ама ајде вака, нека е официјално нерешено што се вика, оти по квалитет тука негде сме со романците, тоа што сакаме. Има една изрека, вика, што е баби мило, тој и се иснило. Епа, некако живото не ме научи на тоа и велам да. Да ги победиме со еден, да се види оти сме бре мажишта, а не такви. А у каква атмосфера? Најверојатно сам ќе гледам, ама ако почнат да губат многу, ќе напуштам. Финишо што се вика, нека се нервира и кој друга, не па ја. Поздрав за сите што ќе навиват за Македонија и јас ќе навивам за Македонија. А да им порачате нешто на ракоматарите? Па, еве на Кире директно би му порачал, бидејќи лично се познаваме, тоа не е злоупотреба на вашиот медиум, него да го познавам него и тој е реален човек. Тој знае колкави ни се силите, али ако напредна у тактиката, у таквото, јас навивам за него. Благодарам многу. Останете во добро расположение и верувам дека ќе се исполнат нашите очекувања. Тоа е секогаш победа за нашата репрезентација.
Продолжуваме понатаму, одиме со уште едно вклучување во живо и веднаш се префрламе каде што навистина на Facebook пристигнаа голем број на коментари, сосема логично. Добар ден. Добар ден, Тина. Ве слушаме во црвена линија, сте повелет. Како го оценуваме настапот против Португалија? Каков исход очекувате? Еве и воопшто како ги оценувате досегашните настапи? За синоќа, за надпреварот со Португалија немавме среќа. Значи, имаме шанса да ги победиме, а вечерва против Романија очекувам повеќе од 8 гола разлика за Македонија. Значи, за вечерва очекувам Македонија да ја победи Романија со повеќе од 8 гола разлика. А надпреварот, вториот надпревар од нашата група, Данска, очекувам да ја победи на Романија најмалку со 9 гола разлика. Тоа се шансите за нас. Значи, повеќе од 8 голови победа на Данска против Португалија и ние повеќе од 8 гола разлика против Романија. И мислам дека така ќе иде за вечерва. Успех и само напред. Со кого ќе го следите надпреварот, еве? Па, ајде, како да кажем, друштво. Друштво обавезно. Така. Верувам дека следен пат ќе се слушаме и ќе бидете повторно во друштво и секако секој еден од вас на некоја друга тема ќе даде активно учество во црвена линија. Дај Боже да биде тоа така. Ве поздравувам секако и одеме сега онаму каде што и ви најавив дека имаме голем број на активност, односно огромна активност, а тоа е на Facebook. Почитувани за следете црвена линија на Facebook и секако Телма телевизија. А на денешното прашање, каков исход очекувате од надпреварот Македонија-Романија? И веќе почнеме со она што го напиша нашата драга колешка Јана Серафимова, која што воедно имате можност да ја слушнете и кога се вклучува директно оттаму, вели само и единствено победа. А Тихи Дон напиша: премногу очекуваме од вечните млади и надежни играчи. А тие не може да се носат со тој притисок. За голем успех треба силна психофизичка подготовка. Иако нон-стоп се жалиме на судиите, но овој пат бевме сведоци на срамно судење. Секогаш очекувам победа. Мора да научиме побрзо, посилно, подобро. Благодарност до Тихи Дон, а да ве слушнеме сега во живо. Добар ден. Добар ден. Па еве, каков исход очекувате вие конкретно? Па ние очекуваме Македонија Продолжете. Македонија да победи и тоа да победи и со голема разлика. А судиите на стандардното не сакаат балканскиот менталитет, не го сакаат. Но ние да покажеме дисциплина и горди да сме на нашите играчи, да ги бодриме сите од душа и мислам дека они срцето ќе го дадат за да има успех Македонија. Еве, што ќе им порачате на ракометарите со оглед на тоа што ги следите надпреварите? Да бидат горди и кој успех да ни го донесат, затоа што сме ние горди на нив, затоа они што си го дават срцето. Ве слушаме. И сакаме да постигнеме успех. Тоа е колку можеме толку. Така, еве да ми откриете вие во каква атмосфера ќе го следите надпреварот и како генерално ги следите овие надпревари на ова првенство? А така, со друштво, убаво, на домашна атмосфера. Така, најубаво се навива во друштво, нели? Да. И во друштво... Заедно сме посилни, една порака да пратам на сите. Заедно сме посилни, бодрите ја Македонија. Добро, благодарам многу и за пораката и секако за учеството во црвена линија. Поздравете го вашето друштво со кое што верувам и така како силно ќе ги бодрите нашите ракометари.
Одиме со вас, продолжуваме понатаму. Еве како го оценувате и настапот против Португалија? Генерално имавте можност да видите како игра нашата репрезентација. Верувам со големо внимание и страст го следите секој еден натпревар, па така и денешниот кој што треба да биде изигран со Романија. Па еве каков исход очекувате и каква оценка давате за досегашната игра? Како ви се допаѓа првенството генерално? Добар ден. Бог се јави за многу години Македонија. Така, господине Тален, никогаш не сум прашала да се вклучувате, со кого следите ракомет еве деновиве? Како кога? Со било кој. Башно со цела Македонија, со цела наша македонска диаспора сме заедно сите во поддршка на нашата македонска фаланга во Данска и публика и ракометари. Пред се да кажам дека на помош денешен Свети Јован, они кои се викаат Јован, Јованка, нека ми се вече имињата и вчера, нели Јорданка. Па за Португалија мислам дека студиите малку не беа повеќе на страна на Португалија, ни свирија неколку непостоечки престапи и црвен картон за наш играч, додека имаше ситуација да има црвен картон за португалски играч, тогаш не дадоја. Друго со Романија очекувам голема борба и дај Боже да победиме. Сепак спортот е спорт, има и подем и падови, да бидеме достоинствени, да не ги псујаме, да не се лутиме на нашите ракометари од дома за нас се е лесно, в кревет легнати се е лесно, ама да не стават нас на терен, нема да знаеме кај ни е глата, па камоли да играме со концентрација и успешно. Сад имаме подобар спорт и ракомет, треба да имаме подобри услови за спортување. Нашите стали спортски низ Македонија во зима се ладни. Нема услови за спортување на нашите млади. А зошто? Оти нема доволно пари. А кај нашите пари за странски артикли? Благодарам и вам за учеството. Ева уште еден наслов, ве потсетувам, кликајте на tilma.com.mk и секако задржете го вниманието и на овој наслов од вчера, односно Лазаров мораше да реагира по повредите. Нов играчи се приклучува на Македонија на Европското првенство 2026. Всушност, за време на ремето со Португалија на Европското ракометно првенство, македонската репрезентација остана без двете леви крила поради повреди, а селекторот Кирил Лазаров принудно мораше да реагира и да повика нов играч кој не беше со тимот за време на подготовките. Станува збор за Гоце Олески од тимот на Охрид, кој што е сега заедно со македонската ракометна репрезентација и ќе му биде на располагање на селекторот Кирил Лазаров за последниот дуел. Тоа е она за што зборуваме денес, а тоа е со Романија и така да искусното лево крило доби дополнителен повик поради повредите на Петар Атанасиевик и Иван Џонов. Па каков еве исход очекувате, почитувани, за денешниот надпревар? Добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден. Секако вие сте, повелете. Благодарам да сте ми живи и здрави. Само со добро. Прво да кажам за првиот надпревар, свесен бев дека ќе изгубиме, но пуста желба за да дека ќе победиме или барем нерешено, но не се оствари. Меѓутоа во вториот меч, да речеме Португалија-Македонија, беше жустро, беше тешко, беше напорно. Значи, од минута во минута, што се секунда во секунда, стравувавме дали ќе издржиме до крај, но сепак машкото силно срце на нашата репрезентација издржа и нашите, да речам, борци, ќе ги кажам ракометари, значи до последна капка крв, до последна капка пот, гинија на теренот, се трудеа и го постигна оно што требаше да го постигнат. Сега во денешниот меч, пак ќе кажам, значи нашите ќе се борат, ќе се трудат да постигнат позитивен резултат, да биде во наша корист. Не е битно колку, јас не барам да биде повеќе од еден ако треба, меѓутоа да е еден повеќе од нив, но се плашам, значи, како судиите, значи, ќе судат, обично судиите надпреварите ги темпираат, кој да биде прв, кој втор, и да ќе досудуваат нерегуларни, да речеме, прекршоци, за сметка на тоа, каде што има, да речеме,
спорни моменти, меѓутоа во интерес на Ке посетам секој ден кој што ќе се вклучи во црвена линија, така е одредено 90 секунди е времето за едно јавување, но драги мои, секогаш повторно завртете го нашиот број и повторно добите нови 90 секунди. Ајде да се навратиме онаму каде што навистина и многу ми е драго, затоа има голем број на одговори, коментари на прашањето каков исход очекувате од например од Македонија, Романија, еве што напиша Целе Алексов. Победа на Македонија. Во Романија сум, ќе биде жестоко бодрење со колегите. Поздрав Целе, ако не следите во овој момент од Романија и секако до вашите колеги, ама еве неговите прогнози се дека ќе ги победиме со 8 разлика. Ако може да вратиме на Facebook, Зоран Србаков напиша не. Гол разликата е недостижна, не е до среќата. Пеце Петровски напиша победа само и ќе биде. Аце Митревски напиша победа и пласман во втор круг. Поздрав Тина, поздрав Аце. Благодарам за коментарите и учеството. Ајде сега во живо да ве слушнеме. Добар ден. Добар ден, ало? Се слушаме во црвена линија се. Да, та е васно. Супер. За Македонија е добра. Еве каков исход очекувате, резултат? Победа, убаво играа деца. Така, имате време, еве образложете како ја толкувате играта и учеството на нашата. Супер е, со Дека и Чире напрете. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Сега. Ете. Знам, особено има гледачи кои што може би еве и за прв пат се вклучувате, секогаш да го имате тоа на ум. Па еве, што ќе искоментирате во досегашните надпревари, да го образложите тоа супер. Со оваа млада екипа добро е. Добро. Сега кажете ми... И ветер победа очекуваме. Добро, со кого ги следите надпреварите, еве што... Па со жена ми. Така, дали... Ама не гледа толку, ама јас повише. Да, никако никако не ја фаќа од вас да добие жилба, па и таа да се приклучи на играта. Филмови поише од спорт. Добро, што ќе им порачате на ракометарите секако? Супер, со среќа, со Господ напред. Добро, дали е тоа се? Свети Јоване е напред наш. Така, нека има вечно името на сите оние кои што денеска имаат именден, Јован, Јордан и така натаму. Дали е тоа се? Тоа е, се со среќа и успех. Благодарам. Благодарам многу. Поздравете и сопругата од нас, а ние продолжуваме секако со вас. Црвена линија, верувам дека секој еден од вас и да не знам колку страствен љубител на ракометот не може да остане рамнодушен, особено кога знае дека нашата репрезентација игра токму и денес со Романија. Па еве, кои се вашите прогнози, каков исход очекувате? Како генерално, еве, ако ги следите редовно надпреварите и ја толкувате играта, имате ли нешто што би сакале да издвоите? Добар ден. Ало, поштовање госпожа Тина. Одлично што ве имаме повторно. Нека е напомош денешниот ден, нека се здрави живи тие што го носат името Јордан, Јорданка и така натаму. Така, нека има вечно името. Само здраве и да си дочекаме празниците. Ајде збориме реално, отворено, без лутич, кој сака нека каже ова не е за Македонија. Што ако ги победиме? Дали ќе одиме во втори круг? Нема да одиме. И што мислиме, Романија е пролет или тиквеш, па така ќе му даваме голови 8-9 разлика? Па и Романија игра ракомет, да збориме отворено. Јас пак ќе речам сега, нека ме критикува. Све додека политиката е замешана во сите спортови, не само и во ракометот и фудбалот, ние Македонија ќе немаме успеси. Еве за ракометот и контрирам темата. Еве, ќе речам 10 гола ќе побед. Џабе кога нема да одиме во втори круг. Математики ќе се ги победели ние толку, овие ќе ги победат толку. Чекате бе луѓе. Ајде да збориме реално. Кај ни е македонскиот клубски ракомет на европско ниво? Нигде. Вардар што освои пред 4-5 години 2 титули и толку. Пак ќе речем, да не должам, све додека политиката е замешана во спортот, не само во ракометот, ништо нема да имаме резултати. Ајде,
Резултат ќе кажам, ќе победиме 3-4. Ништо не добиваме со тоа. Биди ми поздравена, све најдобро. Благодарам, бидете и вие поздравени и продолжете да ја гледате Црвена линија. Да ве слушнеме останатите. Добар ден. Добар ден. Секако предност даваме на гледачите во живо, за да не чекаат предолго на линиите, па и веќе се обидам уште еднаш. Црвена линија денес ве прашува каков исход очекувате од надпреварот Македонија Романија. Секако прашуваме и ќе ни се насмевне ли среќата за пласман во втората рунда. Добар ден. Добар ден. Ве слушам. Среќата е насмевната, исходот ќе биде таков како што ќе биде. И среќни сме што ги гледаме на телевизија. Значи има подобри репрезентации кои вложиле повеќе. Така е како да те прашам ти на тебе колку пари имам. Ти би ако си паметна ќе речеш толку колку што имаш. И ние сме така сега моментално. Такви сме какви што сме и ќе настапиме на овој турнир со тие играци. Ако победиме, тоа е малку повеќе и среќа. Затоа толку. Дали ви се допаѓа ви играта, дали имате нешто да им порачате? Да, многу добро играме, само малку повеќе среќа на изгубените топки. Што ги изгубивме. И во сите надпревари, ако ги земеш плюс-минус, не требаше да губиме со толку разлика, но така требало да биде. Потоа коментари џабе. Тоа е исто како да кажем и јас не знам. Можете ли да ми кажете како ги следите надпреварите во друштво, со семејството? Чисто сам, да не ми е срам. Да не ви е срам, ова е интересно, добро. Каде да сте, верувам, гледате Црвена линија сами, не ви е срам. Благодарност, шега никогаш не е на одмет за вашето учество во Црвена линија и секако за она што го споделивте со гледачите. Одиме понатаму и да видиме што напиша оние кои што не следат на Facebook. Прашањето е идентично, каков исход очекувате од надпреварот Македонија Романија. Еве што напиша Вера Панде Ѓоршевски. Со малку среќа, победа, напред наши. Поздрав до господја Вера, благодарам за учеството. Марија Михајловска Тудева напишала само и единствено победа за Македонија. Тони Петровик го напиша следното. Настапот против Португалија беше одличен. Играчите и селекторот го дадоа својот максимум и заслужуваат само честитки. Денес против Романија очекувам пак да бидам на висина на задачата и сигурна победа. По можност со што повеќе голови разлика. Напред Македонија. Благодарност и поздрав и до Тони Петровик. Ајде да ве слушнеме дали може би и вие го делите мислењето со Тони Петровик. Добар ден. Добар ден, здраво. Здраво, ве слушаме во Црвена линија сте. Сакам да кажам само дека ја гледам емисијата од преска и ги слушам овие што се јавуваат и што зборат. Има некои што кажуваат дека Македонија ќе победи, има некои што ја поддржуваат, некои што не ја поддржуваат Македонија. Сакам да кажам дека денеска цела Македонија верува дека во нашите ракометари и дека нашата ракометна репрезентација ќе даде се од себе со селекторот Киде Лазаров и дека ќе одиграме совршен и многу во надпревар денеска и дека ќе се пласираме во вториот круг. Еве како ќе ја коментирате играта и досегашните настапи, бидејќи верно ги следите? Играта на нашите ракометари во изминатите надпревари со Данска и со Португалија. Со Данска изигравме не толку лош надпревар, нормално со таква светска сила не се игра толку лесно. Вчера со Португалија, беше многу добар надпреварот и добар резултат. Денешниот надпревар ќе биде уште подобар и ќе извадиме победа. Да им порачате нешто? Да играат храбро, да играат чудачки и да не се плашат од ништо, како и тие се луѓе и ние сме луѓе, да направиме победа и да се пласираме во вториот круг. И со кого ги следите надпреварите најчесто? Со фамилијата и домашната сфера. Сите членови вака страстно гледаат и навиваат? Сите гледачи, за малце вчера ќе леташ и телевизорот од Тараса,
Па немојте како ќе гледавме денес Црвена линија. Ве поздравувам и големо благодарам за оваа убава енергија и секако за споделеното со гледачите на Црвена линија. Продолжуваме понатаму и останува секако се уште време да ве слушнеме каков исход очекувате од денешниот надпревар помеѓу Македонија и Романија. Добар ден. Добро вечер. Добро вечер веќе, секако повелете, ве слушаме. Благодарам. Па, кога беше темата за првиот надпревар, кажев, најбитно ми е дека судиите треба да бидат реални, а како второ ќе одлучи од клупата. Значи, колку имаме поквалитетни играчи на клупа, значи толку имаме подобра замена. Што овие што се прво што го носат целиот товар, значи може да одмрат. Така да повредите си го направија своето, младите играчи се малку повеќе неискусни, значи они се искусни за игра, току немаат оформено интегритет како да постапуваат во одредени ситуации. Така да задоволен сум со вторава, уште подобро, со третава Македонија и Романија мислам, а и од прилика 90% сигурен дека ќе победиме. Сите овие што зборат, ја не се сложувам со нив. Затоа што треба да бидеш прво спортист, а после тоа да коментираш нешто што го знаеш, а не да коментираш нешто што не го знаеш. Значи, тремата и играта се две различни работи. Играта ќе ни оди напред и како што повише играме, така ќе бидеме се подобри. За наредното европско светско првенство или било што да се игра, значи ќе бидеме во топ форма. Тоа е кратко и јасно. Како ги следите надпреварите? Па фино, убаво, без нервоза, ако со друштво или сам? Па зависи со друштво, значи која има пиво парти, значи со пиво си ја гледам утакмицата, која не, ами со рак. Така да. Добро, благодарам за учеството во Црвена линија. Уште еден коментар на Благоја Петровски напиша: најбитно е да победиме, се друго дали ќе одиме во втора фаза помалку битно. Да не се оптоваруваме со тоа, па на крај да завршиме последни во група како Србија, која е очекувајќи да оде во втора фаза и да пренесе 2 бода, на крај заврши последна во група и ќе игра дупли бараж за светското првенство 2027 година и наш евентуален противник во бараж. Добар ден, добро вечер. Добар ден. Еве, конечно да слушаме една дама во Црвена линија кога зборуваме за ракомет. Мило ми и мене. Повелете. Па вака да ви кажам, јас човечки мислам, мојата татковина представува, тоа се мои деца. Јас сум возрастна жена. И човечки е да посакувам да победиме. Или барем нерешено, за не знам каков ќе биде исходот, само да не биде како со Србија. Инаку со Португалија ќе им дадам добра или многу добра оценка. А ќе коментирам со Данска. Кривото и лево и десно не добија топка за цел надпревар. Треба да не бидат себични на коментарите. Ја не знам каков им е тренингот, многу не разбирам во таа. Ја тоа што го гледам го коментирам. За другото не можам да коментирам како тренираат. Меѓутоа со Данска крилата беа потполно слободни. Не допреа топка, всушност никој не им подаде. Да бидат поактивни и да не бидат себични. Значи повеќе подавање. Тоа е моje мислење и секако навивам со сопругот најмногу, и младите, синот и ќерката се некоја зафатени, синот повеќе гледа спорт, едно време и тренираше кошарка, меѓутоа им посакувам се најубаво, еве. Од се срце победа и тоа ни треба разлика од неколку голови. Така барем јас имам информација, колку што се развивам. И го посакувам тоа од се срце, затоа што јас сум македонка и тие ја представуваат Македонија и се најубаво. Да не представат во најубаво светло. Благодарам пријатно. Благодарам многу. Уживајте секогаш кога ја го следите надпреварот, кога игра нашата репрезентација. Да ве слушаме останатите. Добро вечер. Добро вечер, дали се слушаме? Јас ќе се обидам уште еднаш и верувам дека имаме некого на линија. Денес Црвена линија подсетуваме за оние кои што можеби пред малку се вклучивте. Се и во духот на ракометот, па така и прашањето за денес. Каков исход очекувате од надпреварот Македонија-Романија? Добро вечер. Ве молам, намалете го веднаш тонот на телевизорот. Аз извинувам, одма лалека вие. Да. Еве сега.
Оп на 0. Ало? Ајде, ве слушаме. Ало, ме слушате? Одлично, сега е добро, повелете. Да. И јас сум бивши спортиста. И ракомет, и фудбал, и све. Се викам Томе. Поздрав, Не е господине. проблем. Да. Ми тој зборот ќе ги тепаме со пиштоли, автомати или со ошто. Ќе ги победиме. Ако ги победиме, да ги победиме, а не вака сега зборовите се многу лоши. Мислам дека тешко ќе успееме, мислам дека изгубивме многу, 12 разлика, што не можеме да ги надокнадиме. И сега се бориме и понатека да отидеме. Ако отидеме, мисля по мое, иако спортиста, дека ако се заврши ова со втора победа, една нерешено, вторава победа, мислам дека ќе бидеме посреќни, зашто ќе имаме многу јаки противници, а место 12 ќе примаме, може и по 20. Така. Добро, благодарам многу за вашите 90 секунди и одговорите во ова издание на Црвена линија. Еве што напиша Зоран Трајковски. Победа за Македонија со 8 плюс голови. И Данска ќе победи колку што треба против Португалија, така да македонската фаланга ќе остане понатаму на европското ракометно првенство. Каков исход очекувате, почитувани од денешниот натпревар Македонија-Романија? Добар ден, добро вечер. Ало, добар ден. Еве повторно дама, драго ми е за тоа, признавам, повелете. Да, јас очекувам победа, бидејќи мојата ќерка ракометарка, тренер по ракомет, професор по физичко е. И мислам дека ќе победат нашите, ќе одат понатаму. Тоа им посакувам голема среќа и само напред, да не се разочаруваат ако паднат некогаш пат, ако се случи. Верувам редовно ги следите надпреварите, па еве каква оценка ќе дадете, нешто, како ви се допаѓа, како течат работите? Добро, Данска, ајде и прва утакмица и светски првак. Португалија беше роди, требаше да победиме за Португалија. Некои неправилности имаше против нас, ама добро заврши. А сега очекувам победа. Со кирката ги следите надпреварите? Не, кирка ми е на работа, во федерација работа. Така. Добро, еве, кои се незините коментари? Дали она како ракометарка е задоволна? Повеќе со син ми гледаме, моментално тој во кафице со другари. Така, ќе ги поздравиме и сега кој овој надпревар како ќе го следите? Па сега ќе видам ако ќе дојдат керка ми од работа, ако дојде тука или ако гледа таму некаде, не знам. Да, еве, ако гледа Црвена линија, мислам дека треба да биде до вас. И заедно не, слабо телевизија гледа. Така, но надпревар велиме. Јас сум, да, ама гледа во кафе сигурно со колегите. Во фудбалска федерација работи. Така, поздрав до неа. Сега кој големо благодарам, драго ни е што ве имавме во Црвена линија. И само победа. Само победа. Благодарност уште еднаш, останете и следите Црвена линија. Ајде да видиме што останува од времето, да видиме каков исход очекуваат останатите кои што ќе се вклучите во Црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме. Среќни празници, Тина. Среќни празници. Многу убаво ги водите емисиите. Благодарам многу. Но ништо без вас, гледачите. Да. Мажот ми беше бивш ракометар и ги следам сите овие сега спортовите, сет ракомет го гледам и само напред за наша Македонија. А во судиите го има онаа малку да пазат на како судат, да не навиваат. Маш ми беше и судија и го напушти судиството само тоа што им што ги тера да подплатени за да бидат да судат за едни или за други. Еве, да речеме во однос на играта, што ќе им порачате на ракометарите? Убаво игра, само последната емисија, мислам, требаше да го сменат малку порано овој голманот.
Митревски добро брани и тој, само малку требаше да го сменат порано. И се тепавме. Така. И сега се тепаме, ќе гледам пак. Со кого ќе следите, еве и тоа да ве прашам? Моментално немам со кого, сама. Па, како речи еден гледач, сам да не ми е срам, најверојатно страствено, силно, гласно. Да. Благодарам многу за вклучувањето и сега кога останете и понатаму следите Црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден, добро вечер, подобро да речам веќе. Дали се слушаме? Да, се слушаме. Повелете. Моето мислење за утакмицата вечерва е дека ќе победиме. Меѓутоа, јас сметам дека Кирил Лазаров е одличен стратег, меѓутоа направи една грешка со тоа што, а можда и Манасков ја направи таа грешка, Манасков мораше да игра у репрезентација. За мене тоа е голема грешка и на едниот и на другиот. Он ќе беше еден од клучните играчи у репрезентација и мислам дека ќе придонесеше за многу за репрезентацијата. Тоа е моето мислење. Верувам дека ние денеска ќе победиме, навијам со срце за Македонија нормално, гледам со син ми и тоа е тоа. Секако сме благодарни за учеството во Црвена линија. Може би покуси од оние 90 секунди, но сосема јасни. Благодарам уште еднаш еве што одвоивте време и бевте дел од ова издание. Продолжуваме. Па велиме, еве сега веќе времето вели дека треба да продолжиме со реклами. По рекламите ќе ви ги соопштиме и резултатите од анкетата. Да погледнеме на Инстаграм како изгледаат денешните резултати. А прашањето беше ќе ни се насмевне ли среќата за пласман во втората рунда. Па еве како изгледаше тоа. Со да одговорија 76%, со не 25%. Секако почитувани и што се однесува и до спортски вести, вести од земјава, регионот, светот, не заборавајте telma.com.mk, тоа е се што треба да кликнете за да се информирате. Останете со Телма, утре повторно заедно во нашиот стандарден тим, во стандарден се разбира стандардно време, ќе говориме со вас на нова тема и нови предизвици. Благодарам за учеството и оваа Црвена линија. Довидување.